Ракометниот клуб Радовиш по само една сезона се врати во ракометната елита на Македонија и веќе одигра еден надпревар на домашен терен против екипата на Охрид од првото коло на Суперлигата. Но во текот на летниот период, односно од моментот кога Радовиш го освоил Евроформ Пелестер 2 во баражот и се врати во Суперлигата, се отвори едно сериозно прашање, а тоа е финансиите, односно буџетот на клубот. Радовиш има проблеми со финансиите и со стабилноста на буџетот, зашто потврди Станко Манчевски, советник за спорт и култура на градоначалникот на општина Радовиш во гостувањето во спортскиот магазин Трибина на ЕБН телевизија, кој додава дека работот на тоа час поскоро ракометниот клуб Радовиш да има сигурен и стабилен буџет. Видите, јас во овој момент повеќе од се на светот би сакал да кажам да, ситуацијата е средена, ракометниот клуб Радовиш има стабилна финансиска ситуација, меѓутоа не е така, за жал не е така. Еве пред да дојдам тука, значи доаѓам од состанок со секретарот на општина, во кој разговаравме со неколку компании од Македонија кои работат на територијата на општина Радовиш, односно екзистираат, профитираат од територијата на општина Радовиш. Во моментов преговараме едно 10 дена за една позајмица. Еве отворено зборуваме на таа тема, значи за позајмица која до одреден период би ја стабилизирало ситуацијата во ракометниот клуб. Таа позајмица во овој момент се уште не беше реализирана, иако се работи на неа. Манчевски вели дека се надева дека ќе се стабилизира ситуацијата со ракометниот клуб Радовиш, но додава дека ситуацијата е лоша. Сите се надеваме, меѓутоа во моментов ситуацијата е лоша, не е како што треба и се надевам во ракометниот клуб конкретно зборувам и се надевам дека ќе ја надминеме. Во рамки на второто коло екипата на Радовиш ќе гостува во автокоманда кај екипата на Алкалуит, во меч каде домакинот е апсолутен фаворит за 3 бодови.